Стефан Делси од гигантот на унгарскиот фудбал Ференцварош е првите впечатоци од новиот клуб, од организациона гледна точка, а потоа и од играчка. Па добро, тука сум веќе една година. Добро се снајдов во клубот, мислам дека добро ме прифатија. Најважно што добро стоиме на табелата и се бориме за таа шампионска титула, која што е 30 на клубот, добивање на трета звездичка на дресовите. Како што кажав, добро се снајдов, мислам дека треба да продолжиме што овие 3 кола во исто темпот, да можни 9 бода да освоиме, па се надеваме на кикс на видеотон и да се радуваме на шампионската титула. Која е разликата помеѓу унгарскиот шампионат и македонскиот или пак шампионатите во кои што претходно си настапувал? Видовме една голема организациона поставеност од гледна точка на лигата, а оно што го видовме од твојот клуб Ференцварош делува импресионирачки како што изгледаат или треба да изгледаат најдобрите европски клубови. Па добро, сум бил во 3 различни лиги, во Србија, Бугарија и во Македонија. Сега уствари четврта ми е унгарската лига. Можам да кажам дека од овие 4 лиги, од 3 лиги, 4 лиги уствари кај што сум бил, ова е најдобра, најдобро организирана, со најсилни тимови. Инфраструктурата е, како што кажа ти, е доста добра, значи покриена е со многу телевизии, камери, во споредба со овие 3 лиги други, мислам дека е најдобро организирана и најсилна. Инфраструктурата не можам да ја споредам ни со Македонија, ни со Србија. Сега можда во Србија се подобрена е ситуацијата него кога што бев јас, али мислам дека е добра и права лига за мене за да се наградувам како фудбалер. Едно големо тренерско име, германскиот интернационалец, сега стручњак Томас Дол е тренер на Ференцварош. Кои се твоите први впечатоци од неговите методи и од Дол како личност? Па добро, тренер со богато искуство и тренерско и играчко. Да бидеш тренер на еден Хамбургер Дортмунд не е мала работа сигурно и може многу да се научи од него. На секој тренинг, на секој надпревар учиме од него, како и како фудбалски работ, така и како личност. Така да имам само пофални зборови за тренерот, така да мислам дека тој е прав тренер, права личност за овој клуб и мислам дека сме спремни за да освоиме оваа 30-та титула. Видовме во минатото и сега унгарската лига како да е мека за македонските фудбалери, значи една добра почва за надградба, за скок, можеби во последно национално првенство видовме дека Барди остави трага, Ристевски игра долг временски период, сега ти Николов, можат ли македонските фудбалери од нашата лига да дојдат тука во Унгарија и да се наметнат како што тоа го направивте вие? Па мислам дека може. Играчки нема мислам голема разлика од нашата лига и од ова, меѓутоа инфраструктурата е многу подобра. И сега, како што кажа ти, Барди остави многу добар впечаток во Ипешт. Не знам, мислам дека 3 години беше во тој клуб. Ристевски исто е 2 години во Вашаш, исто и тој остави добра трага, така да тоа е добар предзнак за другите примери за мене, што дојдов и во ова првенство, како и за Боби Николов, али мислам дека и во иднина има добар впечаток, оставивме ние како играчи, така баш јас мислам, за да дојдат уште многу други македонски играчи, затоа што мислам дека ова е првенство добро, силно и мислам дека може да се наградува секој играч како фудбалер. Да се вратиме на националната репрезентација, минува една година без пораз. Прекрасно е чувството да се биде во таа позитивна серија и тој култ кон репрезентацијата да се гради. Селекторот инсистира на една група која што полго време игра заедно во репрезентацијата.
се навикнавте ли на дресот на националната селекција и со какви перспективи го очекувате стартот на Лигата на нации? Веќе со месеци се зборува во нашата земја како за шанса за круна на генерацијата. Добро, ние сме веќе заедно, да кажам, оваа група на играчи веќе 2 години, кој што кажат и една година немаме пораз, мислам дека минатата година е една од подобрите, ако не кажам, да не кажам и најдобрите во историјата на Македонија. Ставивме добри резултати со Италија, нестрекно загубивме дома, во Торино извадивме позитивен резултат, така да мислам дека со нетрпение ги очекуваме Лигата на нации, надпреварите, стартот на Лигата на нации, и се надевам дека ќе оставиме срцето на терен за националниот грб, за да се пласираме на тоа европско првенство, и Боже здравје сите да се радуваме на тој пласман, како што беше за младата репрезентација пред една година. Благодарам, многу успех на крајот од сезоната со Ференцварош и се разбира за Лигата на нации, која што сите со нетрпение очекуваме. Фала многу, фала и на вас што бевте гости наши, така да фала многу што значи.